Основното училиште Свети Кирил и Методи го освои првото место за собирање на пластична амбалажа и рециклирање на наградниот предизвик кој го организираше НЛБ банка по повод месецот на штедењето. Акцијата се спроведе од 27 септември до 25 октомври, а во истата беа вклучени 70 училишта од целата држава. А најдобрите, учениците од Основното училиште Свети Кирил и Методи, собраа најмногу пластична амбалажа и со тоа го освоија првото место и награда од 3000 евра. Наградата сметаме дека е заслужна, заради тоа што во нашето училиште ова е пракса веќе подолго време. Нашето училиште, односно учениците во нашето училиште, по своите домови го селектираат отпадот од пластични шишиња и го донесуваат во одредени денови од седмицата. Значи, за тоа за нив не е проблем. И кога кога го видовме конкурсот на НЛБ банка, ние со леснотија го прифативме, тоа ни беше предизвик. И за време од 3 седмици, колку што траеше конкурсот, нашето училиште, односно учениците со нивните родители, успеаја да соберат околу 950 килограми пластика, значи приближно 1 тон пластика собравме од нашиот град и ги депониравме во нашето училиште, а од тука нашиот партнер, фирмата за справување со отпад од амбалажа, ги подига, ги мери и ги носи во своите складишта, односно ни беше партнер и овој пат во овој конкурс. Во оваа акција учествуваат сите ученици, без разлика. Значи, нашето училиште си има еко-одбор, меѓутоа за вакви акции учествуваат сите ученици. Сите се ангажирани, сите се мотивирани, сите сакаат да учествуваат, беа охрабрени, беа мотивирани и секој во своите можности учествуваше, донесуваше пластични шишиња и придонесе оваа количина да биде толку голема. Средствата од наградата ќе бидат употребени за набавка на нови смарт интерактивни табли во сите училници во Основното училиште Свети Кирил и Методи за успешно одвивање на наставата.